Премиерот Христијан Мицкоски вели дека владата нема да наблюдува доколку пропадне тендерот за набавка на нафта за јавното сообраќајно предпријатие Скопје и дека повторно ќе интервенираат, но дека тоа не може да оди во недоглед. Како влада сигурно нема да седиме нему и да наблюдуваме, но да дадеме шанса и да видиме денес утре да не има некоја повторна набавка, да не се предумислат некои од економските оператори. Ако не, ние ќе мораме повторно како влада да помогнеме со одредена позајмица да интервенираме за јавното сообраќајно предпријатие. Но се поставува прашањето до кога вака. Навистина треба да се поведе сметка околу процесот на децентрализација, затоа што ако некој не може тоа да го прави, тогаш да интервенираме законски, барем да ги преземеме ингеренциите и да ја стабилизираме состојбата, порача Мицкоски по денешната пресконференција во владата. Резервите на нафта што владата ги отстапи од државните резерви за ден-два треба да се потрошат, а во меѓувреме беше распишан нов тендер за набавка на нафта за ЈСП. По поништувањето на првиот тендер, поради што главниот град се најде во ситуација да биде обслужуван само со 30 автобуси. Останатите беа паркирани во гаражите поради недостиг на нафта.